Почнете. Благодарам. Почитуван директор на Секретаријатот на енергетска заедница, господин Јанес Копач, почитуван председавач на денешната сесија, пратеник господин Хари Локвенец, почитуван министер за економија, господин Крешник Бектеши, пред се почитувани пратеници од парламентите на земјите кои што се членки на енергетската заедница и пошироко, да ви посакам добре дојде во Македонија, да ви посакам успешен работен ден и да го искажам своето задоволство во моје лично име и во името на владата да ви се обратам денеска за една важна тема која што ги допира областите на енергетиката. Јас ќе се осврнам на неколку аспекти на енергетиката во Република Македонија, пред се од законски аспект, а после тоа ќе дискутирам малце и во делот на имплементацијата на таквите законски решенија кои што се предвидени во Законот за енергетика. Сите ние бевме сведоци дека Република Македонија заостануваше значително во делот на енергетската легислатива, која што беше обврска на нашата држава, превземена со пристапните активности кон Европската Унија, кои што беа превземени од страна на државата многу години претходно. Имаше обврска во 2014-15 година да се донесе новиот закон за енергетика, во кој што ќе бидат инкорпорирани и имплементирани, пакетот на третиот пакет на директиви од Европската Унија. Тоа не беше направено и затоа Македонија неколку години беше ставена како најслаба во делот на развојот, во делот на енергетската легислатива. Меѓутоа, тоа мислам дека значително го поправивме со носењето на Законот за енергетика, во кој што сите овие директиви се имплементирани во мај 2017 година. Една од првите работи кои што ги направивме во мојот кабинет во соработка со Министерството за економија беше точно да го изработиме овој закон и јас тука ја користам уште еднаш приликата да се заблагодарам пред се на енергетската заедница која што во суштина помогна во изработката на овој закон и нормално на сите консултанти кои што беа финансирани од страна на USAID за да овој закон се подготви. Како резултат на тој закон, сега веќе имаме отворен фронт на разни дејности кои што треба да се спроведат во делот на енергетиката, тргнувајќи од unbundlingот кој што е веќе завршен, па се до регулирање на подзаконски акти или со второстепената, да речеме, легислатива, да се регулираат сите останати дејности. Това исто во еден најголем дел е веќе завршено, согласно роковите кои што ги предвидува законот, а во еден дел треба да се дозаврши. Мислам дека таквите обврски ќе ги исполниме во целост и ќе ги исполниме на време, но она што една од можностите ги дава законот и денеска ќе се фокусирам на тоа, бидејќи и вашата денешна седница е точно на тема на обновливи извори, во законот и со подзаконските акти, како што се правилникот и уредбата за обновливи извори на електрична енергија, се точно дефинира како оваа област во иднина ќе се развива во Република Македонија. Сега би сакал малце да се задржам на овие моменти. Република Македонија од енергетски аспект е сиромашна држава и сите ние тоа треба да го знаеме. Ние немаме извори на нафта, на газ, а изворите на јаглен се лимитирани. Главното производство на електрична енергија во моментот е од јаглен, и тоа во рек Битола, додека термоелектраната Осломеј не работи веќе подолг временски период, односно работи привремено или од време на време, колку што ќе се успее да се обезбеди јаглен од локалниот коп. Рек Битола е главниот стожер на производството на електрична енергија. Сите три облици на енергија, кои што се значителни, а тоа се нафтата, гасот, во Република Македонија се 100% увозна компонента, бидејќи со истите не располагаме. Нормално има и останати енергетски ресурси, како што се дрво, огревно и така натаму, но тие се во многу помал обем, ако го гледате вкупното енергетско живење во државата. Она на што треба да се фокусираме е како да произведеме повеќе електрична енергија дома, а тоа можеме да го направиме со оглед на ограничените ресурси само во иднина од обновливи извори, толку колку што тие нудат можност. Трагично е и мислам дека е тоа нешто што било пропуштено да се направи во минатото, во Република Македонија, која што е земја со исклучително
добра радиација сончева, да имаме инсталирано малце фотоволтаични електрични електрани. Во државата во моментот имаме инсталирано помалце од 20 мегавата. Затоа, во новиот закон за енергетика предвидовме да механизмот по кој што ќе се инсталираат во иднина обновливите извори на електрична енергија, фотоволтаици и ветерни електрани, од фидинг тарифи кои што беа пречка за градење на истите, за да не влијаат на цената на електричната енергија на крајните потрошувачи, се премине кон премиум тарифи. Што тоа значи? Тоа значи да сите кои што ќе бидат инвеститори, електричната енергија продаваат на слободен пазар, а тоа е интенцијата практично на Законот за енергетика да се развива слободниот пазар, а ќе ја развиваме само ако има повеќе учесници ќе се развива слободниот пазар, ако обезбедиме повеќе учесници да има на тој слободен пазар. И ова е еден од начините како ќе се појават повеќе учесници на тој слободен пазар и воедно, значи, тие ќе конкурираат и тоа ќе биде условот дали ќе добијат право да градат фотоволтаични електрани, премиум кој што државата од својот буџет ќе го плати над цената на електричната енергија, за да таквите проекти за инвеститорите бидат физибилни. Со други зборови, критериум на аукцијата која што ќе се организира ќе биде кој ќе побара помал премиум. Сакам да ви кажам дека оваквата пракса веќе ја има во сите западноевропски земји и, например, во една Германија, која што има помала сончева радиација во споредба со Македонија, премиумите веќе достигаат до нула, за да инвеститорите ги добијат проектите да ги градат. Зошто е тоа така? Тоа е така заради тоа што цената на опремата за фотоволтаични електрани во последно време значително се намали. И веќе постои физибилност и со пазарните цени на електрична енергија, кои што се во моментот и кои што се предвидуваат во блиска иднина, овие проекти да бидат физибилни. Во Република Македонија ние ќе тргнеме со аукција, која што ќе предвидува некаква фер маргина за инвеститорите во фотоволтаични електрани, а потоа самата аукција ќе си покаже до која цена ќе одиме. Но она што сакам да го кажам, крупната бројка е дека со не повеќе од 3 до 4 милиона евра импакт врз буџетот на Република Македонија може да се изградат во Република Македонија 200 мегавати фотоволтаични електрани на овој принцип. Тоа е суштината и тоа е, значи, доприносот кој што требе овој закон да го даде во развојот на обновливите извори на енергија во оваа област. Истото се случува и со ветерните електрани. Практично се надеваме дека со врз база на овој закон и подзаконските акти, како што се правилникот и уредбата, ќе се отвори широк фронт на инвестиции во енергетиката, а посебно во обновливите извори на електрична енергија, и ги повикувам сите инвеститори будно да го пратат овој процес, бидејќи ние како држава инвеститорите нема да ги оставиме сами во таа инвестиција. Јас имам лично искуство во тој дел и ќе ви кажам дека не е голем проблем вие да купите опрема. Значи денеска секој може на пазарот да купи опрема за фотоволтаични електрани. Поголем проблем е како таа опрема да ја инсталирате од аспект на административни процедури. Со други зборови, како таа опрема да ја инсталирате од аспект на вадење на градежна дозвола, пренамена на земјиште, приклучок на мрежа. Тоа се проблемите каде што инвеститорите во главно заглавуваат и имаат проблеми во имплементацијата на овие проекти. Затоа, сакам ова да го потенцирам, ние како држава донесовме решение и како влада на инвеститорите да им помогнеме и тоа на следниот начин, што ќе одредиме државно земјиште кое што е со повисока категорија, 5-та, 6-та, 7-та категорија. Значи, не е фер да земјоделско земјиште пренаменувате за фотоволтаици, него останато неупотребливо земјиште за други намени да го намените за фотоволтаици. Ние како држава одредивме државно земјиште, државата ќе направи пренамена и урбанизација на тоа земјиште, како би можеле да им ги скратиме маките на идните инвеститори. При тоа, значи, ние како држава ќе дискутираме со операторот на дистрибутивниот систем колективно, бидејќи на една парцела, да речеме, од 40 хектари можете да направите 20 мегавати фотоволтаици и тие ќе бидат поделени на поголеми и помали за повеќе инвеститори, но еден приклучок е потребен за сите тие инвеститори и во тендерот точно ќе биде назначена цената на тој приклучок, за да на секој инвеститор му биде известна, значи, цената на неговата инвестиција и на тој начин очекуваме индиректно
да со предвидливоста на инвестицијата ги намалиме и премиумите кои што државата ќе треба да ги плати, бидејќи во тој случај секој инвеститор ќе има можност да го процени точниот ризик на својата инвестиција и да ги процени точните трошоци на инвестицијата. Мислам дека со тоа ќе направиме вин-вин ситуација, во која што од една страна државата ќе добие помали премиуми за плаќање, бидејќи инвеститорите ќе имаат добар дел од работите веќе решено, а од друга страна нема инвеститорите да заглават во една бескрајна административна постапка на вадење на градежни дозволи и обезбедување на приклучок на мрежа на нивните капацитети и на тој начин побрзо ќе ги имплементираме овие проекти. При тоа, сакам само да напоменам и уште еден аспект друг на овие проекти. Тие сериозно ќе го заживеат и градењето во државата, односно градежните активности, бидејќи инвестиции во 200 мегавати фотоволтаици од прилика се некаде околу 200 милиона евра, значи активности што во дел во опрема, што во градење, помал дел е во градење, поголем дел во опрема, меѓутоа тие како еден инвестиционен циклус во државата ќе покрена значи една сериозна активност како еден поголем инфраструктурен проект. Во таа смисла сакам да кажам дека владата исклучително ќе биде поддржувачка према обновливите извори на електрична енергија, бидејќи ние како држава за жал и друг извор немаме. Треба да ги искористиме сите ресурси и до последниот од она што ни преостанува, а тие останатите се, значи, реков веќе, ветерни електрани, кои што, согласно студијата за стабилност на системот, може да се инсталираат во Република Македонија 150-200 мегавати, бидејќи мал систем и мала држава мора да води сметка и за стабилноста на тој систем. Во моментот, значи, имаме еден ветерен парк во Богданци, имаме издадено едно одобрение и согласност енергетска као држава за 36 мегаватен парк ветерен во Свети Николскиот крај, Богословец, и уште една екстензија на овој ветерен парк во Богданци од 15 мегавати, значи да дојде тој до 50 мегавати, 51 мегават во, значи, Богданци. Во моментот, значи, имаме веќе оформено проекти за, грубо речено, некаде 86 мегавати, а тоа треба да дојде, значи, до 150-200 мегавати и остатокот ќе оди на јавни аукции, каде што ќе се презентираат сите мерења што ги имаме и секој инвеститор ќе може да аплицира барајќи помал премиум повторно и ние како држава повторно ќе ја спроведеме истата процедура на инвеститорите да им овозможиме колку што е можно попредвидливи услови. Следен извор на обновливи извори се малите хидроелектрани. Тие, за среќа, во нашата држава се во еден добар дел имплементирани и можам да кажам дека тоа е еден од поуспешните проекти кој што е реализиран, но, за жал, мали хидроелектрани можете да градите толку колку што имате планини и реки. Тие се географски лимитирани, бидејќи нема, нели, тоа е природен ресурс кој што е географски лимитиран. Во таа смисла пуштивме веќе еден тендер од 22 дополнителни мали хидроелектрани. До сега во државата се пуштени во функција 72 или 3, при тоа во градба се некаде околу 30 на други и 22 нови кои што сега се пуштени на тендер, значи очекуваме да во многу скоро време таа бројка биде 120 мали хидроелектрани во целата држава со 100 мегавата инсталирана снага, што за мала држава како нашата е значителна бројка. Тука има простор, веројатно, географски гледано, уште за 20 на 30 електрани и со тоа практично ќе бидат исцрпени можностите за мали хидроелектрани во Република Македонија. И нормално останува уште изворот на биогаз, односно, бидејќи имаме доста зелени површини, доста земјоделие, значи отпадните ресурси од таквите површини може да се искористат за градење на електрани на биогаз. Затоа ова граница ја проширивме согласно новата уредба и новиот правилник и тука ќе предвидиме нови дополнителни капацитети на инсталирана снага од овој ресурс. Практично со сета ова слика која што се обидов да ви ја презентирам во овие 10 минути, мислам дека покажуваме дека владата е исклучително поддржувачка према обновливите извори на електрична енергија. Политиката по која што ќе се оди е во правецот кој што веќе го
го презентирав и очекуваме, значи, во најскоро време, во неколкуте следни години, значи, кога зборуваме во неколку, мислиме за 2 до 3 години, да во Република Македонија бидат веќе инсталирани нови 300 до 350 мегавати инсталиран капацитет од обновливи извори на електрична енергија. Ако земете во предвид дека пикот во Република Македонија на потрошувачка на електрична енергија е нешто над 1000 мегавати, тоа значи дека овие извори нема да го решат енергетското прашање на Република Македонија, поготово нема да го решат прашањето на базната енергија, која што е исклучително важна, но сериозно ќе придонесат кон намалување на зависноста на нашата држава према увоз на електрична енергија, а посебно ќе придонесат кон заживување на слободниот пазар, кој што е основата на конкурентноста во енергетиката и основата за намалување на цените на енергенсите, а посебно, значи, важно за крајните потрошувачи, како што се граѓаните и стопанството. Јас тука би ја прекинал својата дискусија, би ви заблагодарил за вашето учество, би ви посакал уште еднаш, значи, пријатна работна атмосфера денеска, и ние како влада секогаш ќе бидеме тука да ги слушнеме сите сугестии, сите искуства од вашите држави од кои што доаѓате и да ги имплементираме согласно законите кои што парламентот ќе ги донесе. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам се најдобро.